Добро вечер, почитувани гледачи на првиот телевизиски канал на јавниот сервис. Ве поздравувам на почетокот на уште едно магазинско издание на емисијата 360 степени. Вечерва донесуваме. Проблемот со разрешувањето на судии во земјава не е толку во бројот на разрешени судии, колку во бројот на разрешени судии кои што ја добиваат државава пред Судот за човекови права во Страсбур. Се надевам дека Врховниот суд ќе се одважи како највисок суд во оваа земја да мериторно одлучи по жалбата. Тешко е да се утврди точната, прецизната бројка на украински деца кои руските сили ги земале и насилно релоцирале или во Русија или во подрачјата под контрола на Москва. Социјални служби допомогли мені вивести 6 дітей на територію України з окупованої. Я навіть не знаю, чи він живий. Во Осоговскиот манастир. Изградбата на овој објект предизвика силни реакции меѓу верниците. Ние имаме фотографии каде што се гледа претходниот стариот конак, тој е конакот Бини, каде што живеел светиот Јоаким Крчовски. Почнуваме со најавените стории. Нема експерт па ни лаик кој би бранал став дека не треба да се разрешуваат судиите што работат нестручно или прават тешки дисциплински повреди. Но се потешко е да се најде експерт па и лаик кој би бранал став дека разрешувањето судии во земјава се случува во фер постапка, имајќи го во предвид големиот број пресуди на судот во Страсбур во полза на разрешени судии, дека кариерата им е прекината во фалична постапка. Земјава се обиде да ја пополни правната дупка со нов закон за судскиот совет на крајот на минатата година, но неколку случаи останува да се водат по стариот закон. Александар Димитриевски преку примерот на Наташа Савовска-Димитровска од Апелацијскиот суд Скопје за тестот на кој е изложен домашниот правен систем. Не беше толку одамна кога судот во Страсбур донесе уште една пресуда во полза на разрешени судии од земјава. Европскиот суд за човекови права во Страсбур едногласно ги усвои тужбите на врховниот судија Стојан Черибарев, штипската апелацијска судика Сузана Здравева и битолската судика Силвана Илиевска. Поедноставено, основната причина за ваквата пресуда е што според Страсбур оштетените немале вистинско право на жалба. Па, Судот за човекови права практично наложи да се спроведува таква процедура при разрешување судии. И речиси веднаш, на дневен ред дојдоа нови разрешувања на судии кои го ставаат системот на тест. Се надевам дека Врховниот суд ќе се одважи како највисок суд во оваа земја да мериторно одлучи по жалбата. Кога некој еднаш ќе биде избран за судија во Македонија, тоа останува да биде цел работен век. Освен ако самиот не си замине од функцијата или не го разреши судскиот совет. Судскиот совет пак разрешува ако судија е правосилно осуден, ако направи потешка дисциплинска повреда или поради нестручно вршење на судиската функција. Според годинешните извештаи на Судскиот совет, во 2020-та имале 5 такви случаи, во 21-та 7, во 22-та 6, во 23-та ниту еден и во 2024-та 2 разрешени судии. Проблемот со разрешувањето на судии во земјава не е толку во бројот на разрешени судии, колку во бројот на разрешени судии кои што ја добиваат државата пред Судот за човекови права во Страсбур, дека кариерата им била прекината во постапка која што е фалична. Списокот со имиња на такви судии едва и малку пократок од списокот со имиња на разрешени судии. Митриновски, Дума, Геровска, Попчевска, Поповски, Јакшовски, Трифуновски, Рибарев, Здравева и Лиевска се некои од нив. За оваа сторија како пример, најважен е еден од последните, случајот на Стојан Черибарев. Таму, судот во Страсбур едногласно Ја прогласи жалбата на апликантот во врска со неговата неможност да поднесе жалба против одлуката на Државниот судски совет донесена по враќањето на неговиот случај на повторно разгледување за допуштена. Одлучи дека имало повреда на член 6 став 1 од конвенцијата по овој основ. Звучи сложено, но не е. Според законот за Судскиот совет по кој се водеше и случајот за Рибарев, судиите ги разрешува Судскиот совет. Разрешениот има право на жалба до Врховниот суд, кој формира жалбен совет од 9 судии, тројца врховни судии, по еден судија од секој од 4 апелацијски судови и 2 судии од судот во кој работел разрешениот судија. Според членот 72 став 4 од законот,
Жалбениот совет при Врховниот суд може да го потврди или да го укине решението за разрешување на судскиот совет. Доколку Советот за жалба го укине решението, Советот ќе ја повтори постапката, задолжително почитувајќи ги нападствијата од Советот за жалба и ќе донесе одлука и истата јавно ќе ја објави на својата веб страница. Назад на случајот Рибарев. Тој бил разрешен во прв степен од судскиот совет. Се жалел и го добил случајот пред Советот во Врховниот суд. До тука се е како што предвидува законот. Но и покрај одлуката на Врховен и законската обврска да се следи ставот на повисокиот совет во повторената постапка, судскиот совет пак донел решение за разрешување. Вториот пат не му дал право да се жали бидејќи не постои таква можност според законот. Додека Рибарев се жалеше пред Страсбур, во земјава се случија други постапки за разрешување судии кои го следеа истиот пат и закон. Наташа Савовска-Димитровска, судика во апелацискиот суд во Скопје. Судскиот совет ја разреши во април 2025 година. Таа била известител во советот тројца судии кои пресудуваат дека голема компанија од земјава треба да исплати околу 2 милиони евра како штета на помала фирма, бидејќи ја оневозможила да работи со злоупотреба на монополска положба. Злоупотребата веќе била утврдена од управните судови, но основниот граѓански суд во Скопје во прв степен го отфрлил од штетното побарување. Меѓу повеќето причини за разрешувањето на Савовска-Димитровска, судскиот совет забележал: За да утврди поинаква фактичка состојба, второстепениот суд задолжително морал да закаже расправа. Во списите на предметот здружена е вонсудска спогодба, а во истите тие списи и спогодба за порамнување, кои се од доверлив карактер и не се изведени како докази во првостепената постапка. Откако го добила решението, Савовска-Димитровска изготвила жалба до повисоката инстанца. Во конкретниот случај нема никаква повреда на фер и правично судење за странката која го изгуби спорот, бидејќи тие и немаат жалба и немаат предложено одржување на јавна седница. При донесувањето на пресудата од страна на жалбениот совет, се до моментот додека предметот со списите на предметот располагам јас како судија известител, такви вонсудски спогодби не биле дел од списите на предметот и ова се потврдува со попис на списи при предавањето на предметот до архивата на оделението на судот. Аргументите на двете страни ги разгледал жалбениот совет при Врховниот суд составен за случајот. На седницата во јули 2025 година донел одлука со која ја поништил одлуката на првостепениот орган, во случајот судскиот совет. Овие дадени заклучоци и сите останати истакнати во сопреното решение во однос на процесно-правни и материјално-правни прашања кои се однесуваат на законитоста на донесената одлука по оценка на жалбениот совет е надвор од опфатот, а надлежностите за оценката на работата на судијата од страна на судскиот совет, имено незадоволната страна има законско право да ја оспорува донесената одлука од пониските судови со вложување на правен лек, а повисоките судови се законски овластени да ценат материјално-правно и процесно-правни прашања. Сепак, иако жалбениот совет практично му кажал на судскиот совет дека не е негова работа да ги цени работите, врз основа на што ја разрешиле Наташа Савовска-Димитровска, во повторената постапка, судскиот совет повторно донесе иста одлука. Кога Врховниот суд ќе ви укаже дека сте излегле надвор од законски надлежности, тоа во суштина значи кршење на законот на судски совет, а секое кршење на законот представува самоволие и злоупотреба на службената положба. Во конкретниот случај со ваквата одлука на судскиот совет мене незаконски ми е прекината судиската кариера, во која во континуитет сум позитивно оценувана и не знам колку сте запознаени, непосредно пред разрешувањето бев на кандидатска листа за избор на судија во Врховниот суд. Формално, Наташа Савовска-Димитровска е разрешена и повтор пат од судскиот совет. Но, по пресудата на судот во Страсбур за разрешение од судија Рибарев, која практично вели дека мора да постои право на жалба, целиот систем е на тест. Прво, судскиот совет ќе треба да одлучи дали овој пат ќе дозволи жалба во повторената постапка. Не одговорија недвосмислено. Против оваа одлука на Советот ќе биде дозволена жалба до Советот за одлучување по жалби. Јасен беше одговорот и на прашањето кој треба да ја разгледува жалбата во повторената постапка бидејќи нема законска процедура за такво нешто. Жалбениот совет при Врховниот суд. На прашањето пак
Дали повисокиот совет би требало да има моќ да одлучи мериторно? Од судски одговорија. Судскиот совет смета дека согласно на Законот за Судскиот совет на Република Северна Македонија, Советот за одлучување по жалби може само да утврди дали во случајот има повреда на постапката. Од Врховниот суд пак ни одговорија дека уште во 2023-та имаат донесено начелен став кој практично значи дека разрешениот судија треба да има право на жалба и во повторената постапка. Но, тогаш, Судскиот совет не ги следел нивните насоки. По утврдување на горе наведениот начелен став во постапување по изјавената жалба од судијата Рибарев против решението на Судскиот совет донесено во повторена постапка, со кое судијата се разрешува од вршење на судската функција, Врховниот суд на РСМ поднесе барање до Судскиот совет за доставување на списите по наведениот предмет. Судскиот совет достави одлука со која известува да не се доставуваат до Врховниот суд на Република Северна Македонија бараните списи по наведениот предмет. На крај, дури ако Врховниот суд формира совет, прашањето е дали ќе донесе конечна одлука или со решението повторно ќе го врати предметот пред Судскиот совет. На ова прашање не добивме конкретен одговор. Наместо тоа, од највисокиот суд посочија дека според новиот закон за Судски совет, согласно член 77, судија или председател на суд против одлуката за утврдување на одговорност може да поведе управен спор пред управниот суд во рок од 8 дена од денот на приемот на одлуката. Сепак, во новиот закон за Судскиот совет на кој упатуваат од Врховен е пропишано дека дисциплинските постапки почнати според стариот закон од 2019 година треба да завршат по него, а не да продолжат по новиот закон од 2025 година. Кај судиката Наташа Савовска-Димитровска нема двојби. За да нема евентуални нови вртења во круг, јазолот треба да го пресече Врховниот суд. Судскиот совет е првостепениот орган. Жалбениот совет на Врховниот суд е второстепениот орган кој што одлучува по жалбата. Судот во Страсбур во неколку пресуди укажува дека ефикасноста на правниот лек и двостепеноста на постапката значи правото на Врховниот суд да одлучи мериторно по втората жалба која што Судскиот совет е должен да ја даде на странката во случајот судијата. Следната тема. Во 4 години од почетокот на руската инвазија на Украина до македонската јавност редовно стигнуваат извештаи за поголемите придвижувања на фронтот, обидите за договор за прекин на војната, па и проценките за бројот на загинати и повремените размени на затвореници. Но ретко, може би речиси никогаш, не слушаме за цивилното население, етнички украинци кои останаа да живеат под руска окупација. Нашиот Владимир Мирчевски помина една недела во Украина. Ни ги носи приказните на семејствата и организациите кои се обидуваат прво да ја дознаат судбината на речиси 20.000 деца, украинци кои не по своја желба останаа зад линијата на фронтот, а потоа и да ги вратат кај најблиските. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. Она што Владимир Путин не го спомена во обраќањето пред повеќе од 4 години кога ја најави целосната инвазија на руската армија врз Украина беше дека на 24 февруари 2022 почна и процес на релокација, одземање на илјадници украински деца кои се најдоа на окупираните територии, своевидно одродување на дел од новите генерации од Украина. Се калкулира со бројка од речиси 20.000. Вони заходили з продуманою стратегією знищення ідеї українства, ідеї української держави. Соціальні служби допомогли мені вивезти 6 дітей на територію України з окупованої. Я навіть не знаю, чи він живий. На сьогодні офіційної інформації немає жодної. Ова е сторија со 2 примера за дел од тие деца.
Херсон ги поврзува двете приказни, едната со добар, другата со неизвесен крај. Двете се случуваат токму таму, во Херсонската област, една од првите која падна под руска контрола на почетокот на војната во 2022-та. Таму му се губи трагата на Антон, кој тогаш имал 20 години. Антон се родил пред време. Му била диагностицирана хидроцефалија, состојба во која во мозокот се собира течност, ликвор. Само во првата година му биле извршени неколку операции. Следела инфекција. Потоа ситуацијата почнала да се стабилизира. Антон добил сестра. Коли народилася Настя, в Антона прям дуже ривок пішов. От Настя дуже рано почала повзати, дуже рано сідати, дуже рано ходити. І він якось за нею. І вони в мене от на фото навіть видно, вони like a twins, як близнючки. Тобто не видно, що в них там різниця якась велика у віці. От. Але він і балакати почав. Тобто, в принципі, він плюс-мінус він вийшов на свій вік емоційно, фізично і в розвитку він плюс-мінус почав виходити на свій вік. Вони разом пішли в школу, в один рік вони пішли в школу, Насті було 6, йому було 8 майже, але в різні класи, тому що він все одно мав інклюзію, тобто він пересувався, але в нього були такі, слабкі м'язи. Да? Тобто є у дітей, яких контрактура навпаки, а він навпаки м'які були. Тобто в нього, як це називається, слабкий тонус м'язів був. Вот. Таквата состојба резултирала со неколку нови падови, скршеници што не зараснале добро. На 12 години Антон веќе бил во инвалидска количка. Хана, која се развела од таткото на Антон, морала да направи тежок избор. За негово добро да го смести во центарот Олешки, институција за луѓе со посебни потреби во Херсонската област, близу до местото каде што живееле. Беше добро примен. Убаво се грижеа за него, вели Хана. Последен пат го видела на Нова година 2022, месец и половина пред інвазіјата. Олешки, вони ж були окуповані майже відразу. На початку ще поки був український зв'язок, поки вони ще не дуже глушили, то ми були на зв'язку. Вихователі, медицина, я дзвонила, вони казали, що в принципі все добре, волонтери нам привозять їжу, з ліками все окей, тут тепло, нас не ображають, до дітей ніякого такого ставлення там поганого немає, тобто все окей, не хвилюйтесь, все добре. Потім мені зателефонувала вихователька і сказала, що німецький фонд, який опікується закладом, запропонували евакуацію. Чи ви згодні, щоб в Німеччину вивезти дітей? Я сказала, що, звісно, я згодна. Ми тут теж сидимо, Евакуацію де? В Німеччину вони хотіли вивезти заклад, але рашики не дозволили. Уште додека Херсон е под руска окупација, Хана заедно со сестрата на Антон успева да се префрли на слободна територија. Од тогаш е во областа Виница, во мало село, до кое во зима тешко се стигнува и со теренски возила. Живее во лоши услови, во повеќе од скромна куќа која сопствениците ја дале на користење, од каде се обидува да дознае повеќе за судбината на Антон. Комуницирала со украинските власти, но нема одговори. You don't know where he is? You don't know, is he well? Я навіть не знаю, чи він живий. На сьогодні офіційної інформації немає жодної. В мене тільки якісь здогадки, тільки якісь там ті самі. От мені прислали, я передивлялася відео, коли вивозили дітей. І от я побачила, що там дуже схожий хлопець. Я просто обличчя не побачила, але за якимись іншими ознаками я побачила, що це Антон. Тобто його вивозили, я бачила, що його вивозили, але це був 22-й рік. Хана ми испраќа со замолница. Please explain what happens, what you do, or how do you communicate with Anna, because maybe something like that. Yeah, I'll write him an email saying about asking for questions about this case. Wow. Yeah, no problem.
Да. I will send you the number of the case. Yeah. Sure. No problem. I will write them. Yeah. It will be very super. Thanks. Maybe. За конкретниот случај прашавме во канцеларијата на украинскиот омбудсман, но очекувано поради бројот на предмети, одговор се уште не добивме. За пронаоѓање на Антон помагаат од Reckoning Project, една од организациите која се занимава со потврдување на случаи на земени деца и нивно лоцирање. Наша компанія документує воєнні злочини, і ми шукали справи саме щодо депортації дітей. Справа Олешківського будинку-інтернату – це досить обширний кейс, тому що там було депортовано 84 дитини та дорослих сиріт та дітей із інвалідністю у жовтні та листопаді 2022 року. І справа Антона Волковича, про якого ми зараз говоримо, це один із багатьох випадків, коли людину з інвалідністю депортували. И Татјана исто како Хана е од Херсон, и таа побегнала во 2022. Со таа разлика што покрај 4 деца на кои им била старателка, земала уште 2 и ги извлекла од пред носот на русите. На момент війни було 4, але ще додавалось 2, бо прийшлось рятувати дітей із інтернату Каховського «Радість». Там постійно російські окупанти питалися дітей вивезти правдами і неправдами на російську територію. І директриса попросила допомоги нас, сімей, які вже були на даний час прийомними, будинками сімейного типу, опікунами. Рік у нас в нашому селищі Горностаївка, з самого першого дня війни ми під окупацією. Рік ми пробули там, але потрібно було дітей спасати. І соціальні служби допомогли мені вивезти 6 дітей на територію України з окупованої. Вивозили правдами і неправдами. Вивезти просто дітей не мали можливості, тому що росіяни, окупанти, вважали, що це їхні діти. Сега живее во мал стан во градот Виница заедно со децата. Досега со сопругот кој останал во Херсон исчувала 11, вклучувајќи ги и 2 деца кои самата ги евакуирала од домот за деца без родители. What happened with the other children in this foster home, in this orphanage? Are they have all managed to escape, or did someone stay behind and maybe they've been taken by the Russian forces? Так, всіх вивезли. Всіх вивезли. Скільки там було дітей? Не можу сказати. Збирали по сім'ям і вивозили через Київ, сама навіть директриса. Бо я з нею все время держала зв'язок. І прокуратура Херсонська, так як у Херсоні повивозили діток із дома малютків, із інтернатів, тому прокуратура постійно була на зв'язку з нами. І ми фотографії робили, ми показували, що дітки в порядку. Турбувались, дуже турбувались. Херсон дуже турбувався за цих діток. Багатьох вивезли, багатьох. Навіть з домів малюток вивозили. І вивозили без документів. Вивозили просто на територію Росії, міняли імена, фамілія, отчество і года рождення. Тому дуже важко тепер знайти цих діток. Майже неможливо. По патот од Виница назад кон Киев, на места се забележуваат кратери од руските проектили. Во главниот град, за прашањето на исчезнатите деца разговараме со Михајло Подољак, еден од најблиските соработници на председателот Володимир Зеленски. Особливо на півдні ми це бачили, автобусами вивозили дітей, ми це бачили на сході України. І це була концепція, бо вони вважали, що цього ніхто не буде бачити. Але сьогодні, в силу того, що Україна, по-перше, чинить спротив, і, по-друге, активно відслідковує, хто звідки пропав,
встановлює місце і так далі. Сьогодні є 19 400 кримінальних справ по конкретних прізвищах дітей, які зникли. Ну, мається на увазі, які були вивезені в Росію, асимільовані. Це конкретні фактологічні справи. Це передається нашим партнерам на різних рівнях. До цього доєднані, ну, тобто, є кримінальна справа, є встановлені обставини, як людина зникла, дитина як зникла, де вона знаходиться, ми шукаємо різні способи встановлення цього. І так само, що можна зробити, щоб дістати. І є на сьогоднішній день приклади, коли нам вдавалося забирати дітей. Во Киев ја посетивме и невладината украинска мрежа за правата на децата. Организацијата досега успеала да врати 341 дете, 250 од окупираните територии, а 93 директно од Руската Федерација. Немає ніякої офіційної, адекватної комунікації або там зелених коридорів, як там багато хто розповідає, які безпосередньо допомагають вивозити цих дітей. Тому з'являються і складності у пошуку цих дітей, бо, наприклад, Росія активно намагається відправити українських дітей під своє всиновлення. Вони таким чином можуть змінювати ім'я українських дітей, змінювати вік, якісь дані, вкрадати їхні документи українські, ну, тобто навіть знищувати ці українські документи. І, відповідно, ідентифікувати особу стає дещо складніше. Тому іноді багато процесів затягуються. Наприклад, один із найтриваліших кейсів по поверненню у нас був приблизно 9 місяців. Организацијата помага и откако децата ќе бидат вратени во Украина. Відновлення документів або поновлення, бо іноді, наприклад, коли приїжджають батьки з немовлям, то в них при народженні забирають українські документи, в принципі, у мами, і надають уже російські. І був випадок, мама віддала за те, щоб зберегти і своє ім'я, і прізвище дитини. А після документів вже йдуть і виплати, благодійна допомога. Ну і в будь-якому випадку у нас іде психологічне консультування протягом всього супроводу. And what about if these children come with some kind of trauma, meaning psychological trauma from the being kept away from their homes? Безумовно, і навіть якщо от хлопці, яким 18+, ми допомагаємо повернутися до 23 років, да, у нас молоді люди, навіть якщо вони проявляють все ок, все в порядку, в будь-якому випадку все одно відчувається і напруга, і ми пропонуємо консультування, проводимо діагностику і ведемо їх. Децата се меѓу најпогодените од војната која трае повеќе од 4 години. Често тие се најбројни меѓу загинатите цивили при руските напади на стамбени објекти. Судбината на исчезнатите и насилно раселените украински деца во актуелната ситуација не е меѓу главните теми на разговорите за мир, но дека исклучително значајно прашање зборува и фактот дека за наводна вмешаност Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на Владимир Путин и руската комесарка за права на децата Марија Лвова-Белова. Тешко е да се утврди точната, прецизната бројка на украински деца кои руските сили ги земале и насилно релоцирале, или во Русија или во подрачјата под контрола на Москва. Тешко дека некогаш и воопшто ќе се утврди таа бројка. Она што исто така е малку веројатно е дека некогаш ќе се дознае судбината на тие деца, како и можноста за нивно повторно соединување со родителите или роднините. За 360 степени од Украина, Владимир Мирчевски. И понатаму сте со 360 степени на МРТ1. Фотографиите од армирано-бетонска конструкција на нешто што наликува на неколкукатна зграда во дворот на Осоговскиот манастир изминативе недели отворија голема дебата во јавноста, особено на социјалните мрежи. Реакциите се разбирливи во земја во која одамна се гради и каде што треба и каде што не треба, Осоговскиот манастир се доживува како национално богатство. Во потрага по одговори, Зоран Јовановски отиде во комплексот крај Крива Паланка. Свештенството не прими подготвено да одговара на јавно поставените дилеми и прашања.
Манастирски град. Овој епитет Свети Јоаким Осоговски го добил поради многобројните објекти распослани низ комплексот. Ги има вкупно 18. 1000-годишната историја, ова православно светилиште ја гради на падините на Осоговските планини, во столетна дабова шума на околу 3 километри од Крива Паланка. Самиот збор манастир значи една архитектонска композиција од повеќе градби, при што централна градба нормално е храмот, бидејќи храмот е местото каде што ја принесуваме бескрвната евхаристиска жртва. Најстарата сочувана градба е храмот посветен на Пресвета Богородица, за кој се претпоставува дека е изграден во 12-тиот век. Вториот, поголем храм, е изграден конкретно на 19-тиот век и е посветен на Свети Јоаким Осоговски. 12 куполи, нели, во чест на 12 апостоли. 5 од нив се со повисок тамбур, овие што се со прозорци, и формират рамнокрак крст, а другите 7 се слепи. Интересна фреска овде, евангелска проповед на светиот апостол Павле, нели, кој бил во Македонија, го проповедал христијанството. Тука на крајот од самата композиција може да видиме верници облечени во кривопаланечка носија, а еве тука е и, може да кажеме, Лидија Македонска, првата христијанка во Европа, што коленичи пред самиот апостол Павле. Дел од објектите во комплексот датираат од почетокот на 20-тиот век. Писарницата и стариот конак во кој што монашкото братство, игуманот и скрипториумот се сместуваат после пожарот кој што се случува почетокот на 19-тиот век, кога паѓа оној непреболениот игумански конак наречен Бини. Потоа исто така, од почетокот на 20-тиот век е и овој конак, кој што е монашкиот конак, каде што се наоѓа игуманот на ова свештено братство. Исто така и Охридската зграда која што ја гледате е впрочем потекнува од веќе крајот на првата половина на 20-тиот век. Најнови се конаците што се изградени кон крајот на 20-тиот и почетокот на 21-виот век, наменети за сместување верници што сакаат да престојуваат во манастирот. Сепак, она што визуелно е највпечатливо последниве речиси 2 години е овој објект во изградба. Поранешниот игумански конак наречен Бини, преку кој впрочем повторно ќе вратиме старата слава на игуманскиот конак, кој што бил место каде што се наоѓало келеиното училиште, каде што се образувале идните свештеници, каде што се образувале браќата монаси, но впрочем и каде што се образувале и кривопаланчани, кој што впрочем бил и место каде што преподобниот Јоаким Крчовски пишувал и творел. Камен темелникот за негова изградба е поставен во август 2024 година. На свеченоста присуствувале и архиепископот Охридски Македонски господин Стефан, митрополитот Кумановско-Осоговски господин Григори и министерот за култура и туризам Зоран Љутков. Изградбата на овој објект предизвика силни реакции меѓу верниците. Која ќе биде намената? Дали ја нарушува архитектонската целина на комплексот и духовноста на местото? Утринава не можев да поверувам на сопствените очи. Мислев дека е AI, но не, вистина било. Се гради зграда, веројатно хотел, во еден од најстарите историски манастирски комплекси во Македонија, Свети Јоаким Осоговски во Крива Паланка. Предметниот конак габаритно сигурно е 10 пати помал, со поинаква архитектура, но во никој случај со катност, приземје и 5 ката. Во никој случај не станува збор за хотел, туку возобновување на некогашниот стар конак, така наречен Бини, што било пожарен во минатото. Па додека 1000-годишната историја се соочува со предизвиците на 21-виот век, овој комплекс станува и центар на една поинаква дебата. Помеѓу тишината на двете цркви и звукот на градежните машини, се отвора прашањето каде завршува духовната обнова, а каде започнува менувањето на автентичниот лик на светилиштето. Јордан Михајловски е автор на 3 монографии за манастирот, а сега прибира материјал за 4-та. Со него го посетивме чардакот на објектот што е наречен Стар конак.
се наоѓаме пред една печатлива слика на сликарот Јован Шумковски, работена 1986 година за некои нарачатели, за душевно спасение. Како што гледате на оваа слика, се гледат двата црковни објекти, меѓутоа оно што е значајно. Се гледа големиот коношки комплекс Бини, изгорен во 1911 година. Михайловски смета дека сегашните генерации се должни да го возобноват конакот. Нормално е дека градбата ќе претрпи соодветни архитектонски измени, сепак ние се наоѓаме во 21 век. Меѓутоа, основата ќе биде бондрушна. Сето оно што ќе биде фасада ќе личи на стара кривопаланачка куќа и ќе има таа архитектонска линија од 19 век. Ево, од овде има убав поглед на целиот комплекс. Тој вели дека придружните објекти се архитектонски ансамбл, кој ниже хармоничен бисер од објекти околу јадрото, двете манастирски цркви. Објаснува дека новиот конак воопшто нема да биде хотел, ниту поинаков сместувачки капацитет. После првиот кат, тој што го гледаме, ја го викам први, а оно, ќе биде тука за добронамерници, библиотеката ќе биде над него, музеот галерија исто така, горе, а горе ќе биде црквата, околу 50 квадрати на Свети Јоаким Крчовски. Тоа би била трета црква во манастирскиот комплекс. Свети Јоаким Крчовски живеел и творел во 18 и 19 век. За светител е канонизиран во мај 2022 година. Неговите мошти сега се сместени во манастирскиот храм, каде се и моштите на Свети Јоаким Осоговски. Пред светите мошти на преподобните оци Јоаким Осоговски и Јоаким Крчовски доаѓаат голем број на верници, кои што често пати доаѓаат да се поклонат, да заплачат и да побараат од Бога помош за искушенијата и за проблемите во кои што се наоѓаат. Според игуменот на манастирот, отец Фотиј, во црквата што е планирано да се изгради на врвот на новиот конак, ќе се префрлат моштите на Свети Јоаким Крчовски и тоа ќе биде негово светилиште. За него контроверзиите што се појавија се неоправдани, бидејќи проектот го гледа како суштинска обнова на историското јадро на комплексот. Откако е започната изградбата на тој објект, дел од верниците критикуваат дека со тој објект се губи автентичниот изглед на кој што тие се навикнати да го гледаат манастирот. Велат ова веќе не е манастирот што ние го паметиме. Па кажете ми, каде ја гледате границата меѓу развојот на манастирот, на еден манастир, и губењето на автентичната атмосфера на манастирот, која што ја бараат верниците? Мир, тишина, молитва и така натаму. Каде е таа граница? Секако дека кога ќе прашате каде е границата или каква е потребата или дали верникот го памети манастирот онаков каков што бил, нели цело време зборуваме за она што било и што е срушено. Ние имаме фотографии и вие сигурно дека ќе ги снимите тие фотографии. Имаме и насликани од ликовната колонија фотографии каде што се гледа предходниот стариот конак кој бил, за кога зборуваме, а тој е конакот Бини, каде што живеел светиот Јоаким Крчовски. И сега се поставува прашањето дали воопшто светиот Јоаким Крчовски треба да го испочитуваме и да го изложиме и да го поставиме на поклонување во Светата Црква, дали воопшто да се сеќаваме на она што било и што било толку многу важно за македонската историја, за која што цело време зборуваме на ова интервју, дали воопшто треба да го возобновиме она што некогаш било и што го познаваме во историјата, го гледаме на фотографиите, на црно-белите фотографии. И дали треба на верниците да им се удоволи да тие она што го познаваат во нивниот живот, да остане така како што е, но всушност да не се навраќаме на историјата. Знаете, неодговорно е да можете да помислите дека она што вие можете денеска да го направите, да не го направите. Дали при изградбата и обновата на објектите во рамки на манастирскиот комплекс се внимава на материјалите, техниките, начинот на дворешниот изглед да биде вклопен во целиот контекст?
Да, секако дека се внимава и постојано сме во соработка со стручните лица, со сите оние кои секако го прават проектот заедно со општината, со сите оние потребни дозволи, така да сето тоа ние внимаваме, секако дека сме одговорни и во тој контекст, од тој аспект. Колку манастирскиот туризам влијае на духовноста на местото? Манастирскиот туризам, знаете како, тоа е тесно поврзано со посетителите и верниците. Вие знаете кога ќе кажете манастирски туризам. Дали е манастирски туризам доколку луѓето идат на поклонение по манастирите, доколку некоја од агенциите организира поклонување на манастирите на Свети Наум, на Бигорскиот манастир или пак на Лесново или на било кој други манастир во Македонија или во светот. Дали тоа некој може да го каже дека е некаков верски туризам, но сепак верниците имаат потреба да дојдат, имаат потреба да им се овозможи она што е основно за тие да можат да, да кажеме конкретно ми паѓа сега на памет, ако имаме сувенирница, секако дека тука ќе се продаваат сувенири, каде што се продаваат и свеките. И тоа верниците имаат потреба и тие бараат, знаете. Ние никогаш нема да принесеме или пак да им понудиме некаков сувенир доколку тие не го бараат. Така да иконите, медот, виното, ракијата, сето оно што го правиме ние во манастир, преноќувањето, така да сето тоа едноставно верникот го бара. Сега тоа е се потполно оправдано, но доколку се гледа од страната на оној кој има лоши намери, тоа е навистина лошо, но доколку се гледа со добри намери, тогаш тоа е оправдано. Помеѓу новиот неколкукатен објект со црквата на Свети Јоаким Крчовски и обидот за возобновување на некогашниот конак Бини, останува отворена дебатата за границата меѓу модерниот развој и наследството. Одговорот за тоа дали манастирскиот град ги задржува духот и автентичноста ќе треба да го најде секој верник и добронамерник поединечно. По репортажата од Осоговскиот манастир ја најавувам новата саботажа. Автор е Сречко Поповски. Откако ги решија сите макина со граѓаните, општинските советници се свртеа кон себе. Им пречи отсуството на кохезија и разбирање. Според нив, единствен виновник е новото време, кое не дозволува нормална социализација. Значи, почитувам колега, затоа ти реков, овде се решаваат проблемите во Советот. Јас се извинувам што Facebook платформата и мрежата не ја сметам за место каде што се решаваат проблемите. Јас не сметам дека Марк Цукерберг е градоначалник на општина Делчев, па треба таму да ги решаваат проблемите. Тоа кој е што во македонските општини одамна не е до крај јасно, ама не е сватливо како во ерата на дигитализација, кога се е на дофат и проверливо, некому проблем може да му представува идентитетот, па дури и личниот. Игор Чеконевски, заменик член, се подпишал. Тако мислам, во градот не постои таков човек. И додека во финансиското материјалното работење се вика Игорче Крстевски, па овде се вика. Лесно е да се поземи нечија особеност, но навистина е тешко да се биде до таа мера апологет, што својата личност во целост ја предаваш на партискиот лидер и наместо минимум интегритет, безкомпромисно постапуваш по наредбите, ама нервозно реагираш, кога тоа станува забележливо дури и од авион. Почитувана председателка, значи немој да се ставате во својство на некој полтрон. Вие сте поголема институција и од самиот градоначалник на оваа седница. Ве молам да не се вреѓаме. Ве молам да го задржите нивото. А како да се задржи нивото? Кога земајќи вакви и слични примери, сите почнуваат да ги копираат, па наместо кон повисоки демократски стандарди, аномијата стартува да биде модел по кој функционираат локалните самоуправи.
должност на секое службено лице е да пријави постоење на судир на интерес во ситуации кога тоа Не учествува во чувствувам расправа судир на на орган интереси, јас или председателки, тело. како што не чувствува овие советници ваши овде, минатата седмица. Изгледа дека никој никого повеќе не слуша, ниту има намера тоа да добие третман на пропустот и законите, правилниците, упатствата се само празно слово на хартија, за кој не бива дури ниту да се предупредува, кога редовно се кршат. Единствено што сакам да констатирам е дека некоја моја логика вели дека на човек разумен, здраворазумен се кажува до 3 пати, после веќе сето тоа ја губи својата смисла, така да нема повеќе да апелирам да се почитуваат законите. И на крајот, кога од позиција на моќ се изразува демек цврст став за тие што обвинуваат дека не се реализира ветеното. Најлесна професија, знаете која е? Критичар. Ништо да не направиш, да не почнеш, а само да критикуваш. А тука такви многу препознавам меѓу вас. Точно е дека се препознаваат, иако постои разлика меѓу обичните и конструктивните. Едните, тие што имаат знаење и стил, со право се викаат критичари, а другите, тие што лично веќе имаат играно таа улога и ги критикуваат критичарите, ги нарекуваат марчатори. Гледавте 360 степени. Според познатиот возен ред, следното наше издание е в понеделник во 20:15. Бидете и тогаш со нас. Пријатно!